Današnjiот ден, многочести христијани, како што знаеме, е посветен на еден од четирите евангелисти, на првиот евангелист, свети апостол Матеј. Неговата вера, која он е доживеал, живејќи и гледајќи во Христа, и која посведочил со својата смрт, неговото трпение. А јас денеска ќе ви зборувам за Божјото долготрпение. Кога Господ би бил само праведен и би го казнил грешникот веднаш, штом овој сгреши. Но Господ е пол со љубов и поради своето човеколюбие и долготрпение има милост кон грешникот, долго трпи и го очекува неговото враќање, го чека неговото покаяние и поправање. Долго трпи Господ, но ако непоправливиот грешник упорно не сака да се покае и поправи, тогаш го очекува страшна Божја казна. Има многу такви грешници од кои он за секојаш се откажува. Тие луѓе често живеат во големо изобилство, се радуваат и не се сомневаат или пак се грижат да не се сомневаат да нивниот успех и изобилство е знак на вечно отврденост. Нема ништо пострашно од благосостојба на грешникот. Најнесреќен човек е оној кој не чувствува да оди над провалија и кој го отфрлува или одложува покаянието. Мнозина мислат, а некои и отворено зборуваат, кога ќе остареме, тогаш ќе се покаеме. Сега уште сме млади, не ни треба тоа. Но кој може да биде сигурен дека ќе дочека староста? И кој може да тврди дека во староста ќе биде помудар него ли што е сега? Нема ли тој по навика и тогаш да го одбие покаянието? Искуството нас не учи да староста не прави поискусни, но не и помудри. И дали на Господа ќе биде угодно такво покаяние во кое грешникот целиот свој живот и со своите постапки, како да вели: на Тебе, Боже, она што јас не го можам. Стар сум и слаб, и сакал или не сакал, морам да Ти се обратам. Дали Господ ќе прими таквата жртва? Ако човекот самоволно целиот свој живот се откажува од него и дошол до покаяние, дури кога веќе нема сила ниту волја да служи на Бога, кога веќе не може да ги принесе плодовите на покаяние. Господ е милости, но и праведен судија. Трпи Господ, трпи и чека кога грешникот ќе се покае или ќе помине мерата на прегрешенијата и на своите греови, како што рекол ангелот на свети Јована Богослов. Времето е близо. Неправедникот и понатаму нека греши, нечистиот и понатаму нека се прља, а праведникот нека и понатаму чини правда, а светите и понатаму нека се осветува, а тогаш полесно ќе и биде на земјата Содомска и Гоморска на судниот ден, откако на непокајните грешници. Свети апостол Павле имал видение како за грешниците се жале на Господа и небесните светила, на месецот и сонцето и океаните и земјата, која била подготвена да живи ги проголта, а тој го слушал нивното жалење